А за жал, кога пукале нашите со првите пушки 43 година, во Прилеп и командувал против бугарскиот фашистички окупатор и со неброени жртви, тоест ги има на број 20.000, извојувале држава. За еве, после 80 години, јас се чувствувам Македонија повторно нападната и повторно загрозена, тогаш била окупирана, а сега мислам дека е нападната со поперфидно оружје. Тоа оружје е во име на некои европски вредности, зад кои сакале или не челе, гледаме дека излегува истата реја на фашизмот, што и тогаш беше присутен од истите тие актери, против кои стана нашиот народ и даде 20.000 жртви и се избори за своја држава. Истите тие сега кои беа поразени од нашите претходници, сега директно ја напаѓаат, не директно, него многу суптилно, перфидно, и како што го видов еден клип имаше на YouTube, интервју со францускиот амбасадор во Софија, една чудна фаца на предатор, како во интервјуто говори и како се сити со огромно задоволство, го има тој клип, не зборувам на памет, како им кажува на бугарската публика во ТВ интервју дека не можеме сега границите да ги менуваме, ама можеме да менуваме идентитет, што е на сила и што е директна атака сега врз македонскиот идентитет. И тоа гледаме како полека и полека се спроведува. И како паѓа една по една бариера, а не гледам дека од наша страна има некаков отпор кон тоа организиран и некоја организирана доктрина. Тоа можеме еве да го елаборирам ако ме интересира од драматуршки аспект. Мислам така ги гледам сите работи. Иманентна потреба на секој живо суштество, дали еве и правен субјект, е да има приказна. Нашиот идентитет, нашето постоење се состои, како што ете да го цитирам Горан Стефановски, птиците имаат потреба да прават гнезда, пајаците појажина, луѓето имаат потреба од своја приказна. Што се основни постулати на приказната? Кој сум, што сум и што сакам да бидам. Јас имам, не само јас, него сите имаме општо чувство дека Македонија после 2001 година ја изгуби својата приказна. Ги изгуби основните атрибути. Може ли да одговори на овие прашања? Кој сум, што сум и што сакам да бидам? Која е Македонија? Каква држава е? Унитарна е? Ако е унитарна, треба да има едно знаме кој сите го почитуваат. Ако е унитарна, пошто кој сум, ако одговарате на прашањето кој сум, вие ги давате основните генерали, така ви ги пише во личната карта. Ако е унитарна држава, треба да имаме една химна која ќе се почитува секаде. Во унитарна држава. Ако имаме закони, тие закони треба да важат на цела територија. Бевме сведоци како во западниот дел, кој е под владение на ДУИ, владеја други закони. Ден денеска владеја неказнивост. Добро, и по партиска линија владеја неказнивост, не само по етничка. Меѓутоа, вамо е обележена територијата. Патувам за Охрид, па може да видите како е обележена друга територија тама со албански знамја. Оние кои се на власт се секогаш, без разлика дали станува збор за етнички македонци или албанци, се неказниви, факт е. Меѓутоа, факт е дека пак по некој македонец ќе залута во затвор. Висок функционер. А овде немаме ни еден залутан, барем да залута така во затвор. Некој не е возможно да е 20 години на власт, а дуи да се излезени од рајот и да немаат никаков греф. Ајде околу вложувањето во културата, имаме сега... Сакам да ви докажам. Тоа е основното прашање на кој, а што? Што правиме? Има ли Македонија концепт што би правила освен таа некоја заложба за Европска Унија?
Значи, без одговор на овие прашања, кој сум, што правам и што секам да бидам, ако изгубите таа приказна, еве ги гледаме тие луѓето што изгубиле таа приказна, што не знаат да се одговорат на овие прашања, и не ги убардовци. И си бараат спас или во психотропни субстанци, за да забораат дека немаат приказна. Тој што има приказна, работи секојдневно и совладува пречки. Пречките, совладување на пречките, го прават среќен и го водат кон некоја цел. За да биде, ако има одредена целта, што сека да биде. Додека не ги реши овие приказни, овие основни, по мене, драматуршки приказни, државата Македонија работи во корист на својата штета и во корист на овие што сега ја напаѓаат под закрила на европски вредности, каде што основно е во европските вредности да ги имаш ти одговори на кој сум, што сум и зошто сум. Ете, околу тоа можеме да одиме 2022, кога починува Ристо Стефановски, основоположник на драмскиот театар, 26 години беше директор на драмски театар. Вие напишавте отворено писмо до јавноста, односно до него, до јавноста да го прочита. Заради тоа што ни беше организирана цел месец комеморација за Ристо Стефановски, и тоа писмо е навистина со гнев и со топлина, со гнев кон кон управата на драмски, со топлина се разбира кон Ристо Стефановски. Ова е тоа, мислам, драмски театар. Кон великанот на македонскиот театар. Вие мора да ја чувате својата приказна. Драмски театар мора да ја чува својата приказна. Втемелуваш главен основач на таа приказна основа е Ристо Стефановски. Вие со тоа што не му давате достојно внимание, значи се откажувате од својата приказна. Се откажувате од тие што се вградиле во таа приказна. Како ќе продолжиме понатаму? И тоа беше гнев од повеќе, затоа што тоа не беше организирано од страна на тогашното раководство и од страна на тогашната директорка, која била директна сведок и современик на Ристо Стефановски. Имено за тоа зборувам. Значи, ако е државна награда, ако е државна национална институција, па тоа треба, ако работиме на јакнење на тоа, тогаш треба да се негуваат столбовите на идентитетот. Заради тоа реков дека се празни архивите. Како што мислам и во една средба, неформална со председателката Силјановска, токму ова го спомнав, и спомнав за прашањето што, значи кој, што и што секам да бидам. Ако одиме по овој драматуршки концепт, Македонија треба подитно да изготви национална програма за припадност кон нација. Значи, јакнење на постојните столбови на унитарноста и создавање на нови столбови. Значи, и македонци, и албанци, и власи, да не ги редам сите тие тамо што се наведени во преамбулата, треба да имаат еднакво чувство на припадност кон ова парче земја, што сега не е случај. Албанците си работат на таа нивна голема кауза и си ја туркаат за голема Албанија. И гледаме како полека напредуваат. Каде е нашата стратегија? Треба да се редефинира приказната, по мене. Добро, сите албанци не сонуваат за голема Албанија. По мене треба Академијата на науки или не знам кој друго тело да дојде да изготви таа национална стратегија, да седнат партиите, се договорат дали ја сакаат таа стратегија или не ја сакаат. Или се работи на конфедерација, значи на растурање на приказната што зборувам од Асномска Македонија. Асномска Македонија е основот, колку што јас можам да разберам. И тотално ми се небулозни овие и мислам штетни за мене за внесување на бугарите како државотворен народ. Ако ги внесеме бугарите како државотворен народ, значи треба да кажеме дека тие присуствувале на Асном и на Асном они гласале за создавање на оваа држава, така? Има ли Македонија како прво, ево како атрибут, има ли ден на државност? Знаете ли дали имаме 8 септември? Не, 8 септември е ден на независност. Па да, добро, но... Али вие може да изгласате независност на некој постоечки субјект. Дали имаме ден на државност? По дефиниција тоа е ден на државност. Не, по дефиниција ден на државност би требало да биде Асном. 2 август 43 година. Тогаш е направена, ставени се темелите. Да, но или нека се договорат историчарите, нека се договорат историчарите, нека биде прв пат Македонија спомната на Авној.
антифашистичкото собрание одржано во Јајце 29 ноември 1943 година. Нека се договорат. Значи да се стават основните атрибути на државата, цело време тоа говорам. Кои сум? Ако не знам кои сум, како ќе одам понатаму? Тоа ви говорам за тоа се наврача на драматуршкиот концепт без кој нема воопшто не може да се движите у џунглата на животот ако не ги имате одговорите на овие прашања. Овие прашања се за мене многу суштествени за да знаеме на каде оди. Овака, како што кажав и у претходното интервју, Македонија е приватна фирма на 3 фамилии, корпорација. И си се менуваат. На секои 4 години, на 10 години, не видовме дека има нешто промена. Не ни има. И не ни може да се смени. Не може да се воведе меритократија, што е главната рак рана на општеството. Зошто не може да се смените? Гледате каде е пак корено да се вратам на тоа. Корупцијата и партократијата се самоодржливи веќе. Немаат потреба од ништо. Каде е коренот? Коренот е во изборниот систем. Не, изборниот систем е така направен да ставите магаре животно било што, тоа ќе биде пратеник. Што не сум ни далеку, мислам, од вистината и од дејноста што ја работат пратениците. Зашто не е воведен тој да гласаме за личност и за способна личност? Фамилиите се ги ставаат своите луѓе за да им ги завршуваат задачите. Автоматски институциите се партизирани и готово. Видете го и абсурдот кој е друг. Партиите, тоест фамилиите се изгласаа закон кај што ние треба да ги финансираме со 5 до 6 милиона за тие да постојат. Како вие очекувате дека они ќе го сменат овој систем? Никогаш нема да го сменат. Зошто да го сменат? Што не ги сменат сега, што не ги вратат функционерските плати? Што не одговара некој? Добро, одговорот го знаете и сам. Па еве, тоа зборам и мислам дека сето тоа ова приватна корпорација, затоа е вака полека по мене осудена затоа што нема прикасна. За пропаст во рокот 1000 години. Не верувам дека, мислам многу побрзо, ова некој камен блок ако има нешто испишано или некои микрофилмови у космос оставени, може да ќе ископаат нешто за ова древно парче земја.